Синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на дела создадени на втората меѓународна ликовна колонија Свети Ѓорги, која се одржа во Радовиш. Вечево во Кавадарци, кавадарчани имаат можност, не секојдневна, да ги видат делата создадени на втората ликовно-уметничка колонија меѓународна, која што тамо некаде од крајот на месец мај до почетокот на јуни месец се одржа во Ореовиц, Свети Ѓорги. Свети Ѓорги, Ораовиц. Ораовиц, тоа е Радовиш. Да. Душан Коцев, председател на Друштвото на ликовни уметници Рада од Радовиш. Нешто да ни кажете еве за самата колонија со оглед на фактот што е само втора. Ми представува, посебно задоволство што оваа вечер сме гости во Кавадарци, посебно кај нашиот драг пријател и колега господинот Темков, како директор на Домот на култура на Кавадарци, кој исто така прошлата година на првата меѓународна ликовна колонија беше и тој учесник на нашата колонија. И еве втора колонија во Радовиш поред сме присутни во Кавадарци да сите наши дела што се створени оваа година на нашата колонија бидат присутни и се изложени во вашиот Дом на култура. Би сакал само неколку збора да кажам што се однесува за колонијата. Колонијата е одржана по втор пат во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги Ораовица, која траеше 7 дена. Учество зедоа 18 уметника, како уметници од Радовиш, членови на нашето здружение, така од другите градови на Република Македонија, исто така и од странство. Србија, Турција... Да, Србија, Турција, Русија, Бугарија и присутни уметници од Македонија, како исто така и од Радовиш. Кратко прашање. Дали оваа година беше помногу број на колонијата за разлика од првиот пат или? Учеството на оваа година беше исто, идентично со прошлата година на првата меѓународна колонија. Ланската година зедоа учество 18 уметника, исто така и ова година зедоа учество 18 уметника. Створени се околу 50 и неколку дела, 40 од прилика се присутни оваа вечер во Домот на култура на Кавадарци. Нормално, нели, на другите дела со самите пропозиции на колонијата, имаат право и уметниците да земаат од створените дела на самата колонија, а останатите, тие околу 40 дела остануваат на самата колонија, што оваа вечер имаме можност, да ги видат граѓаните на општина Кавадарци. Колонијата е под покровителство на градоначалникот и советот на Радовиш. Значи тоа дека традицијата продолжува и следните? Да, ние се трудиме како здружение. Организатори на нашата колонија е Сдруженијето на ликовните уметници, а инаку учество и финансиска поддршка на самата колонија земат како општината Радовиш, така и други фирми кои учествуваат во финансиската поддршка на самата колонија. Не е исклучиво само на локалната самоуправа. Локалната самоуправа на Радовиш учествува негде околу 60%, другите 40% се спонзорства од повеќе фирми. Туку учествува како главен покровител после општина Радовиш рудникот Бучим и други приватни фирми кои учествуваат во финансиска поддршка на самата колонија. Дали ќе го задржите трендот колонијата да се одржува во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги? Да, заложба е да во иднина, затоа што сите услови за одржување на една ликовна колонија ги пружа манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, така и организацијскиот одбор, кој јас сум председател на организацијскиот одбор за организирање на колонијата, е одлучено да секоја година се одржува во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги. На духовното на самиот манастирски комплекс, колку се пренесува на сликите? Јас можам да кажам дека по квалитетот на самите дела што се створени во самиот манастирски комплекс, зборува доволно за инспирацијата на сите уметници кои се учесници на нашата колонија. Јас благодарам многу, се надевам дека и следната година кога ќе се одржи колонијата, пак ќе ги видиме делата од исто. Ќе ни биде драго, соработката продолжува, ние сме со Владо, добри пријатели и верувам дека
и наредната година ќе биде учесник на нашата колонија. Ова година беше спречен поради обврските што беше во Америка, имаше своје сопствени изложби, поради сета таа организација не можеше да биде присутен на нашата колонија, меѓутоа се надевам дека во иднина повторно ќе зеде учество и исто и он ќе биде дел од нашата колонија. На церемонијалот на свечано отворење на изложбата, Ангел Коцев, на директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе, Владимир Темков, кој учествуваше директно на првата колонија минатата година, му врачи посебно признание, а тоа е сребреник со од едната страна ликот на Богородица, а од другата страна е ликот на манастирот Свети Георги.